Излажани, игнорирани и вознемирени се чувствуваат 25 штетиници на Заводот за заштита и рехабилитација Бања Банско. Тие не сакаат да го напуштат заводот и да бидат раздвоени во мали групни домови, како што е планот на Министерството за труд и социјала. Се жалат дека никој не ги почитува нивните жилби, иако додека разговараат со нив им ветуваат дека нема да направат нешто против нивна волја. Револтирани се од последната посета на министерката Јована Тринчевска, која исто како и претходните министерки едно ветувала додека разговарале, а друго во медиумите. Она, зад камерите, на нас ни викаше дека никој нема да биде со сила истеран. Но тоа не е така. Македонската јавност погрешно ја запознават. После тоа, она гостуваше во еден медиум, кај што изјаснува дека ние ќе сме можеле да планираме, ние ќе сме можеле да бираме што да јадеме, ние ќе сме имале многу повеќе работа. Еве, кажувам, дека ние си планираме, ние си готвеме, ние си можеме се. Министерката и претходните други сите функционери, се обидеа на македонската јавност да воспостават неубава слика за институциите, како нашата. Нашата институција е Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско. Нашата институција е најсоодветна. Многу битно е, имаме толку многу можности. Замислете, кај нас деца да можат основно, па после додат средно. Това е прекрасно. Најголем дел од штитениците на заводот се тука од бебиња и единственото семејство за кое што знаат е токму она во заводот, па секоја најава за можно раздвојување ја доживуваат како растурање на семејството. Го бираат заводот наспроти можноста да бидат сместени надвор од него, оти тука се чувствуваат побезбедни и посигурни. На нас е многу битно да ги почитуваат нашето право. Во конвенцијата има еден дел кај што пише: имате право да бирате каде да живеете. Имате право на говор. И вие одбирате да живеете овде? Да. Зошто? Затоа што е најсоодветно за нас. Најсоодветно е затоа што сте... Имаме пристап, имаме створено круг на луѓе, имаме блиски. Ние, кај ќе дојде моменто, ако јас самио, кога прегиска ви кажав, видам дека работите се сменети и дека институциите правилно постапуваат, не тие како што сакат, туку како што ние бараме, тогаш, кога ќе му дојде времето, ќе разговараме. Но во моментот не е таква сликата. Се чувствувате побезбедни ако си останете? Побезбедни, посигурни, поможеме да ги стакнуваме проблемите. Тука сме да ни слушуват. Тие се за нас, не ние за нив. Не може ние да се научуваме од друг медиум дека нашата институција ќе бидат извлечени тие фактички корисници, луѓе внатре. Зачудени се од изјавите на министерката за извлекување на штитениците од заводот, оти истиот ден и НЕИЗЕ ја дале петицијата подпишана од 25 штитеници кои сметаат дека животот им е подобар во заводот, која веќе ја испратили на претходниот премиер и на претходните министерки. Одговор на петицијата немаат ниту од претходните, ниту од сегашната министерка Јована Тренчевска. Затоа се решив на тај чин да се обратам до вас, бидејќи сегашната министерка буквално, не изигнорира нас. Министерката Тренчевска не прифати да зборува пред камера за проблемите на штитениците на заводот, но одговори на прашањата од А1 во пишана форма. Ништо за нас без нас, гласи мотото на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост. Јавните политики мора да бидат креирани и спроведувани со активно учество на лицата со попреченост. И во овој случај секако дека се почитува мислењето на корисниците на услугите на Заводот за рехабилитација Бања Банско Струмица и се прават индивидуални планови за преселба на оние лица кои се чувствуваат подготвени и сакаат да го сменат облигот на поддршка, односно да се преселат во стамбено живење со поддршка или да живеат самостојно или да се вратат кај своите биолошки семејства. Ке провериме и ке дадеме соодветен одговор на петицијата. Вели министерката Тренчевска.
Таа објаснува дека сегашните активности се во согласно со стратегијата за деинституционализација Тимјаник 2018-2027 година, која е долгорочна и дава визија за трансформација на институциите и развој на условите во локалните заедници. До сега во изминатите 3 години успеавме да ги извадиме од институциите сите деца под 18 годишна возраст, а во следните 3 години имаме уште поголем предизвик, а тоа е обезбедување грижа во заедницата за сите возрастни лица со попреченост, кои во моментот се сместени во 3 социјални институции. Во овој период е воведен и мораториум или забрана за нови сместувања во институциите од државата. Од овие причини, секоја институција треба да формира своја визија и план за трансформација. Објаснува министерката Тринчевска, откако за неколку медиуми изјави дека делови од заводот Бања Банско може да се пренаменат во дом за стари лица. Штитениците на домот велат дека токму одлуката да се извадат од домот лицата под 18 години придонела да се намали квалитетот на образованието што го добиваат од и останале со само 3 наставници. Еве јас сум личен пример. Значи дете кој што таму е завршил средно. Основно, средно во моментот на факултет. И нашата институција е од посебен карактер. Кога веќе станува збор околу тај дел, зошто? Значи, ако сакате една држава да ја уништете, скратете и го образованието. Истото и кај нас се работи. Значи, кај нас Мила Царовска во 2019 година донесе закон кој што се забранува под 18 години да има деца. Образованието го смали до тоа ниско ниво да не може да се примат нов кадар. Наставници, дефектолози, педагози и ред друг кадар. Поради игноранскиот однос на Министерството и владата, Неделјковиќ најави дека за состојбата ќе ги извести и помош ќе побара од амбасадите во земјава и од Народниот правобранител. Сите амбасади ги поканува и Народниот правобранител да дојдат во посета на нашата институција и нему и на сите други да им објаснеме, бидејќи гледаме дека немаме разбирање. Нашето единствено барање што е да имаме образование, да имаме идни генерации, не се почитува и ставот дека таа институција не треба да се затвара од многу причини, тогаш ние не престануваме. Ние ќе си ги бараме нашите права до крај. Заводот Бања Банско има 40 корисници. 8 од нив се на возраст до 26 години. Петиција за да останат во заводот потпишале 25 од нив, а останатите се согласни да бидат сместени во мали групни домови, кои според Министерството се во Струмица и околните села, и корисниците долго време се во Бања Банско и најдобро се чувствуваат во таа околина.